Добро е што со здружени напори на граѓаните, кои што секојдневно 70-80 дена протестира, напори на ВМРО, ДПМН и на нашата пратеничка група, напори на председателот на државата. Со здружени напори успеавме да дојдеме до ситуација кога Зоран Заев беше принуден, ставен во ќош да потпише еден таков документ, како што никој досега кој што барал мандат од председателот нити имало потреба, нити се помислувало да има потреба да го потпише, но имајќи ги во предвид неговите ставови и ветувања се покажа како неопходно. Така што со потпишувањето се гарантира дека нема во иднина да се наруши унитарноста на државата. И тоа е одлично. Тоа е многу добро затоа што тоа и беше главната цел да се спречи разградување на унитарноста на Република Македонија, нешто што гледавме од изјавите и на самиот Заев и во Сараево и во други негови изјави, како и од изјавите на ДУИ, представниците на ДУИ и на други партии од Албанскиот блок, дека беше тргнато во тој правец. Второ, што е значено да се каже е дека сепак Зоран Заев македонската јавност добро го познава и сите ние знаеме дека предпладне знае да каже едно, попладне друго. На едно место да вети едно, на друго да вети друго, така што треба да останеме будни, треба да останеме со отворени очи и доколку измрда, доколку тргне кон друг пат, различен од оние за кои што вчера даде гаранции и ветувања, ВМРО ДПМН ќе реагира во жестоко во склад на демократските можности и ќе се спротивстави. Ја верувам дека тоа и сите други ќе го направат.